Почитувани, добар ден. Време е да ја почнеме црвената линија. Владата без интервентна мерка најде компромис со производителите, дистрибутерите и секако во продолжение ќе подсетиме и трговците доброволно да намалат одредени производи за 10%. Ова акција нарекува новогодишна кошница. За акцијата владата изготви налепница помалку трошоци, повеќе за тебе. Се грижиме и веб страна на која ќе се објавуваат артиклите што ќе поевтинуваат. Од првичните најавени 675 се стигна на над 1000 производи со пониска цена. Да подсетиме, на 6 декември министерот за труд и економија Дурмиши веруваше дека новогодишната кошничка е општествено одговорна акција на владата и бизнисот, а премиерот Мицкоски веруваше дека акцијата ќе биде успешна. 20 дена подосна вербата спласна. Премиерот Мицкоски со апел до малопродажните синџери да го преиспитаат своето однесување во однос на цените на прехранбените производи со порака. Срамота е ова што го прават трговците. Граѓаните со новогодишната кошничка добија зголемени трошоци и поплиток джеп за празниците. Пресметките на синдикатите покажаа дека минималната синдикална кошница за декември е повисока за 800 денари отколку во ноември. За 4 члено семејство потребни се над 1000 евра да се истурка месецот, а кај семејствата што плаќаат кирија трошоците се повисоки за 250 до 300 евра. Најмногу пари се трошат за храна и пијалоци. Во моментов на сила е новогодишната кошничка за која граѓаните велат дека многу не им помага, а тоа го констатира и синдикатот. Ние денес ве прашуваме, ви помогна ли новогодишната кошничка да имате побогата трпеза за нова година? Ве прашуваме и уште нешто, секако тоа прашање е анкетно, а можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм, што значи заследите не таму и кликнете на Инстаграм стори. Таму прашуваме. Дали забележавте неправилности во новогодишната кошничка и дали пријавивте во Државниот пазарен инспекторат. Така да, ете, имате две опции да одговорите. Да не кликате на вашиот одговор, ќе пресметаме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите некаде конкретно во издание на Црвена линија. Секако ќе ве потсетам сите вас, ќе ни биде драго да ја креираме оваа Црвена линија взаемно како и секој издание со масовно учество, бидејќи верувам сите сте потрошувачи, пазарувате секојдневно, знаете што беше најавено, па можете и да не откриете ете така од прва рака што забележувате на полиците на маркетите, односно дали воопшто забележувате некакво олеснување кога станува збор за цените и дали имате побогата, ќе имате побогата новогодишна трпеза. До нас се стига со телефонскиот број 023070005 и не заборавајте, ве замолувам, особено оние кои што еве можеби за прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, целосно да го намалите тонот на телевизорот, за да немате впечаток дека можеби некого друг сме вклучиле, дека не изборувате вие или пак уште полошо да мислите дека некој друг зборува наместо вас. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние, така да може да стартуваме со Црвена линија. Добро вечер. Госпожа. Верувам дека сте ми добро. Поздрав до целата ваша екипа, благодарам што ме уклучија. Поздрав до сите слушатели, гледачи што се јавија на сите телевизии, сите се во право, пусто Македонче, за зборење први снем. Вака сега, одма да ви одговорам, не помогна. Зашто? Па знаеме дека фијаско дојде таа акцијата, како помпезно најавуваа, почнувајќи од министерот Дурмиши, заменикот Ристевски, волку компании се уклучени, волку артиклеси и испадна му удрија еден голем шамар на Мицковски. Голем шамар или еден голем минус. Сега, што му препорачувам ја? За доброто да биде за понатаму, не само за ова. Да го земи министерот за економија, за земјоделие и за правда. Доди во дводневна посета во Словенија кај премиерот и да му рече дај да видиме како кај вас функционира законот
економијата, земјоделието. И како работат тие, како е законот, некој ќе се јави после мене ќе рече, абе ние имаме закон. Закон не се применува. Како да се применува кај нас? И да видите како ќе тргне на подобро. А вака ништо не правиме. Тешко на Македонче, голема сиромаштва има. Ке подсетиме дека беше укажано да се пријави доколку се забележат неправилности. Пријавивте ли во Државен пазарен инспекторат? Гледачот најверојатно секундите нели одмина, ќе се заблагодариме бидејќи со вас и го отвараме ова издание на Црвена линија, а ова прашање кое што го поставив до гледачот, сега кога ве потсетувам можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Добар ден, добро вечер. Еве да прашаме дали имате помалку трошоци периодот, односно дали се намалија цените, што забележувате на рафтовите и дали сметате дека еве ви помогна новата новогодишна кошничка? Нити забележувам, нити ме интересира тоа што сакам го купувам и заминувам. Но сега поминат низ центар, играат луѓе, се веселат, абе ти не знаете што е. Цените вика се намалиле, но имале сега друг проблем. Трпезата им била мала, мислам, предметот како трпеза, а многу артикли, вика, наземи мора да ги ставаме. Луѓе, ние сме пазарна економија. Јас ако произведам нешто и ќе излезам колку сакам, толку ќе го продавам. Што има некој да ми диктира на потта моја што сум направил? А тоа што се улезуват од надвор, државата треба да стави рака на тоа. И таа треба да стои над него. Како се продава, што се продава, каков данок се плаќа дали во државата влегува нешто или не. Или се криумчари таму. Ова се едно паку завртено. Се навилчиле трпезата. Кој бе мене трпезата ќе ми е мести ако не работам ја? Цела администрација не работа, ништо само трпеза барат. Јас би изголемил цели пето сруко горе. Да не работам, да ми ја наполи некој трпезата. Срамота е ова. Ова е скроз наопаку завртено. Како не се срамат луѓе, а и овие што ја водат политиката. Стави рез горе, вака има да биде и крај. Треба да се изработи земјава да биде полна трпеза. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Останете со нас да слушнеме останатите граѓани. Денеска зборувате како потрошувачи. Еве дали забележувате неправилности, дали ги пријавувате во Државен пазарен инспекторат и секако еве дали со ваквата мерка, новогодишна кошничка, односно акцијата помалку трошоци повеќе за тебе, чувствувате олеснување пред новогодишните празници. Добро вечер. Добро вечер. Па еве, кога пазарувате, забележувате ли намалување на цените? Не забележувам ништо. Дали сме? Да, ве слушаме, продолжете. Ја мисле други. Не, вие сте. Вака, да ви кажам. Кошницата се полнит. Само требат пари. Без пари немат кошничи. И за да имаш, треба да работаш. Без работа нема производи. Сега, ја ти кажам, јас се хранам со песма. Песмата ми е храна мене. И овие политичарите, тие немат гајди. Тие си земат пари без работа. А намалели се ли цените во маркетите како што беше предвидено? Си намалуваат тие како саке, така прават. Па како прават, еве што сте забележале? Што забележи, ќе именат оние листоите, па ќе клајат други. И цената иста. Или поголема. Од каде знаеш ти колку беше цената на производите? Тие се продават, тие знаат. Ние не знаеме. Ево сега, без јадење. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер.
Дали. Добро вечера. На линија сте, на црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, ја мислам да нема некој пред мене, затоа вака малку. Вие сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, затоа имате впечаток дека некој друг. Да, не, па обично... Добро, значи вака за кошничката, што да кажам за кошничката? Кошничката значи ништо не е не е намалено, како сите што кажува го големено. Меѓутоа мене ми е поентата, сега господинот Мицковски или кој како иде по процедура, сега си имаат сите како е оваа контрола, која што е, сите, значи сега колку ги покачиле цените, од прилика меѓу 20%, сега на тоа да платат 20% данок. Или ДДВ, како било што на. Значи да се плати на тоа, они што го многу злоупотребиле и го онака само така, нека слушаат и нека го направат тоа, па да видиме дали утре пак ќе им текне да го направат тоа. Значи кај нас мора само реципроцитет. Значи не може, значи вие да не можете најосновно јајце, значи најсиромав човек да земе јајце и леп да испажи и да јаде, значи јајце, зејте нешто, како да кажам да не може. Значи јас само зборам на основните 10, 5, 20 колку се производи, што мора секој да може да преживее, да ги има и ДДВ да нема. Па ја не знам дали тој стопанственик е било кој ќе пропадне. Ајде да видиме, ја до сега ниједен стопанственик не сум видела да затвори, да оди у странство и да пропадне, а зашто ние, пазарна економија, точно е сами цени, а зашто бараат пари од државата сега да им дава на низ кредитот, го зимат ние да им помогат? Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, оние кои што имаат искуство и редовно се дел од црвена линија го знаат тоа, 90 секунди е време траењето на едно јавување, така да не случајно го објавуваме на екранот, за да можете горе-долу или да имате во предвид колку секунди врват. Секако ќе ве посетам да не заборавите, ги читаме и коментарите, така да учество во црвена линија можете да земете и преку коментирање и споделување на Facebook. Профилот кој што треба да го заследите е секако црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме редовно темите. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало? Во црвена линија сте, повелете. Ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Дали може и во дрежија да информирате гледачката дека е во програма пуштена? Добро вечер. Ало? Сега имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ќе ве замолам малку погласно, повелете и ве слушаме, во црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер, велам, повелете. Дали сум поред телефон, мило сум поред телефон, ствари. Ве слушаме, повелете, еве. Така, јас се извинувам вчера што ако некој се пронашол во тоа, меѓутоа, сега за оваа тема. Видите, не можете вие да диригирате некои цени, прво треба како власт, како влада, да ги намалите царините, да ги намалите даноците, па да диригирате со цените. Самите цени ќе се дадат на своје место. Денеска е приватизација. Не може нешто што се набавам и некој мене да ми диригира цена. Јас не ви ги крадам парите. Ја ви си ја дам цената. Ако сакате купете, ако не пријатно. Просто, еве уштено недоразбирање на вашите секојдневни гледачи или слушатели, што се паметни, многу. Што ви кажа вчера, формирајте партија, јас сум тој. Истиот, Мирослав. Ќе бидете ли вие дел од партијата, со оглед на тоа што ни е драго, редовно сте дел од црвена линија? Зашто партија нека не сум, ја не сум партиска опреден, нити ќе... Не зборувам на алудирате да се формира партија црвена линија, а редовно се вклучувате. Да. Па за некои работи треба према гледачите, кои што се јавуваат секој ден на сите телевизии. Па формирате партија, не само ваша телевизија. И со сите тие истите гледачи времето поминува, кратко е. Благодарам многу. Ке ви имаме и вас во предвид да бидете дел од партијата која што ја предложувате. Тоа е црвена линија, затоа што еве и редовно и вие се вклучувате во црвена линија. И мора да признаеме дека и вие и сите гледачи сте добре дојдени, бидејќи црвена линија емисија која што е наменета за граѓаните. Ова е и простор каде што токму граѓаните може да кажат од прва рака сушност каква е реалноста. Кога зборуваме за она новогодишна кошничка
поручка, односно акцијата која што владата ја изготви и обезбеди налепница на која што стои помалку трошоци повеќе за тебе. Еве како можете да сумирате со што се среќавате, дали има ефект ваквата акција, дали забележувате намалување, зголемување на цените и дали сметате дека токму за новогодишните божикните празници ќе имате побогата трпеза како што е предвидено. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Видите, јас пазарам во Стокомак. Така? Мада и Тинекс и другите, меѓутоа цените секој ден те се повисоки и повисоки. За се тоа да се регулира, едно време, јас сум жив сведок на тоа, имаше по општините трудова и санитарна инспекција. Во канцеларија, по општините зборам, значи секоја општина имаше такви инспектори, секој сабајде. Шефот и вработените во општината, односно во трудова и санитарна инспекција, добивала распоред кој каде треба да оди секој дневно одева по дуќаните и вршува инспекција. Како санитарна, така и трудова. Дали се цените покачени? Па еве укажано е да се таквите неправилности да се пријават во Државниот пазарен инспекторат. Видете, не може таму сега дали се поедани двајца. Порано секој не ве слушам уопште. Ние ве слушаме, продолжете си. Да. Значи порано секоја општина си имаше такви инспектори и си ја вршеа работата. Меѓутоа, во последните 10 години тоа се укина и тие инспектори веќе ги нема во продавници да ги видите. И затоа доаѓа до вакво не. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало. Ке мора многу погласно. Дали ме слуша гледачот? Добро вечер. Ете, не намален, ве молам намалете го тонот на телевизорот. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Убаво ве слушаме вас. Повелете. Па ова новогодишна, односно празнична корпа, бидејќи ќе биде и за и за Божик, и за Бајрам, и за што ти ја знам, за сите празници е шарена лагарија на Мицко. Ништо повеќе. Тој лично го кажа тоа нешто. Дека ќе ги намалува цените, дека тој ќе прави. Нека не се вади сега со Ристевски, со Маријан Ристевски и со што ти ја знам тој од Лем. И нека не ги фаќа за уши трговците, бидејќи тој му даде одврзани раци на трговците, да ги направат цените како што сакат. А трговецот како трговец, знае се ги прави цените. Плюс то, да биде несреќата уште поголема. Сите овие работи тој ги направи со една смислена работа. А и тие маржите што ги имаше, есенските маржи, и маржи, и трговски маржи, и големо продажни маржи. И сите тие маржи, сите тие се со иста цел. Значи, тој прибира пари за партијата. Тука е цела работа, за неговата партија. Значи, идат локални избори и требаат пари, нормално. Тука е цела, нема што да се размислува тука. Јас не гледам ништо друго. Зошто се оградува од ова што веќе го кажал, самиот го кажал. Јас не знам, то се лаги со опачки. Не е добро да се лажи народот. Народот се залажува, гледам коментари дека вака, кошничката вака, кошничката онака, онај ке пеел песна, што ти ја знам од Биџево, и што нема, се знае што е, излегуваме, на пазар планираме кошничка да наполниме, полниме четврт кошничка. Готови сме. Значи, се заврши работата. Нашето е завршено. Ние пропаѓаме, фактички. И никогаш не сме биле напред. То не можам да кажам дека
дека нешто е во ред, потезите на ова влада му се катастрофални, нити просветата доби, што ти знам, покачување на платите, нити пензионерите добија покачување 5000 на пенсиите, а сите се залажват уште улета памето на луѓето дека ете ќе биде нешто. Да, ќе биде, ама кога? Во кој век? Благодарам многу за вашите одговори. Еве едно нешто кое што секако топло препорачуваме, секогаш за да бидете целосно и брзо информирани, секако заследете и telma.com.mk и еве задржете го вниманието на овој наслов од областа на економијата. Вели, едни производи поевтинија, други поскапе и за 25%. Ефтини трикови на трговците, власта најави поригорозни мерки. Ние денес во Црвена линија ве прашуваме, ви помогна ли новогодишната кошничка да имате побогата трпеза за Нова година, поточно за празниците кои што следуваат? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Помогна, не помогна, не е битно, ама тешко, не помогна. Тие двајца што кажа, убаво кажа, ние ќе си излеземе со производ, ќе си клајме цена и ќе си го продаваме. Многу убава работа, фина работа, браво, добре. Сега тоа ако клај цена што не може да се поднесе да се купи, или ќе го прави, или ќе го намали. Цената ќе е смени. Знаеш што е лекот? Што е најправилно сега да направи човек? Да бегат од Македонија. Ако е малце способно работен човек, да бегат од одека веќе завршена е математика со сите игри. Не помага ни Мичковски, ни овој, ни оној, никој не помага. И не треба да помогне. Ние тука не работиме странство, прашајте како работат. Јас сум бил странство, знам како е странство. 12 сати ќе земиш пари. Тука нема 12 сати, нема пари. Научени се за да бегаат насрани. Јас велам вака, секој нека си работи по своје. Ако успе, добро, ако не успе, не успе. Ајде, убав вечер да ви биде тiju. Благодарам. Сега го посакуваме убаво попладне и вам, но за сега и препорачуваме да останете со нас за да слушнете еве и останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Време е да ги прочитаме и првите коментари кои што пристигаат на Facebook. Заследете не, Црвена линија е нашиот профил. А еве како изгледа нашата тема објавена токму на Facebook. Прашуваме, ви помогна ли новогодишната кошничка да имате побогата трпеза за Нова година? Почнуваме со коментарот на Игор Јанковски, кој што напишал што се однесува на новогодишната кошничка, истата не ги даде посакуваните резултати, а во меѓувреме цените рапидно растат. За жал, стандардот на народот е низок, едва и се врзува крај со крај. А популистички мерки, како кошнички, сето тоа е замајување на народот. А на повидо гледаме дека истите се неспроведливи во пракса. Треба суштински мерки за подобрување на стандардот на народот, кои истите ќе дадат придонес во справување на енормните зголемувања, енормните најверојатно сака да каже, на цените, а државниот пазарен инспекторат да врши поголеми контроли по маркетите. Тоа е моето мислење. Поздрав до екипата на Црвена линија. Поздрав и до тебе, Игор. Благодарам за учеството преку коментар. Продолжете да коментирате останатите и на Facebook, како и профилот на Телма телевизија, токму на овој социјален медиум. Добро вечер. Добро вечер. Дали имаме гледач или да продолжиме и понатаму со коментари? Добро вечер уште еднаш. Еве и напомена да не заборавам, бидејќи имам впечаток дека денес имаме и такви ситуации каде што најверојатно гледачи кои што се вклучуваат можеби за прв пат не го намалуваат целосно тонот на телевизорот. Токму од таа причина ве замолувам веднаш штом го завртите бројот, ќе ве превземат од режија и веднаш
намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав од телевизија Телма, поздрав од тебе. Поздрав и до вас, малку погласно ве молиме. Тонот ви исклуча на телевизија. Сега ќе ви кажам, гледач од Струмица. Се е намалено. Сега ќе ви кажам, прашокот мерих. Од 6 кила и 200 сега е намален, од 7 кила и 200 сега е на 6 кила и 200 намален. Значи 1 кило е веќе намален. Шампонот, Head and Shoulders, од 350 милиграма сега е на 330, значи за 13 мл това е намален. Конзерва риба сега, заборавам како се вика, за 20 грами и тоа е конзерва толку направена тенка на половина. Значи се е намалено. Значи нема што да обвинуваме това премиер било кој. Значи тука некој треба да, значи многу се намали килаос и грамажа. Еве нека провери некој мериш ова прашокот. Значи за 1 кило е помалку, значи од 7 на 6 кила и 200, од 7 и 200. Еве нека провери го. Значи ова се кај нас, значи сите крада, сите лажат. Што кажа за премиерот, јас не го обвинувам премиерот, било кој да е, тој културно кажа, мислам тоа е демократски, значи кажа да се согласија со трговци да ги намалат цените. Значи тој сега не може да биде инспектора да шета по маркетите. Сега јас го него најмногу обидам што нема как. Ако нешто не е намалено, дај му това 20.000 евра казна, запојде го во маркетот еден месец и пак нека продолжи така. Само на нас треба казни. Друго. Благодарам многу еве и за вашите одговори. Интересно слушаме некои од гледачите вела дека е најдобро како никогаш секоја општина да има инспектори кои што постојано ќе бидат на терен и ќе вршат мониторинг. Некои вела дека забележуваат покрај поскапување, односно покачување на цените, воедно намалување на грамажата, односно во пакувањата. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Даваме секако предност на гледачите во живо, но и јас ќе се обидам уште еднаш, па доколку немаме одговор од другата страна, ќе прочитаме коментари. Добро вечер. Добар ден. Добар ден. До 6 сатот се вели добар ден. Некои од гледачите сакаат да велиме добро вечер, вие добар ден. Најважно да ни кажете еве што забележувате кога пазарувате. Што забележувам, па уште не е почната новогодишната кошничка. Требаше од 15-ти, денес кој сме, 24-ти, 25-ти, па уште не е почната, нели премиерот рече, ако не се намалат, ќе ги казвам, значи цените не се намалени, уште не е почната. Така да ќе се скрати времето за кошничката до 15 јануари, ќе се скрати времето за кошничката наместо месец дена, ќе трае 15 дена, 20 максимум. Не, нема ни толку, 15 дена ќе трае. Така да, иначе намалено, да, намалено е, грамажите се намалени на сите производи, литражите се намалени, во новчаникот се намалува исто, тоа е намалено. Иначе нека сватат граѓаните, нека сватат гледачите, нека сватат партијски определените, дека ВМРО е таа партија десна, таа никогаш не е за работниците, таа е за работодавачите, тоа треба да го сватат. Тие така се определени, никогаш не се за обичните работници, за народот. Тие се за работодавачите, кои ќе го сватат тоа, тогаш поинаку ќе дискутираат и ќе си бараат партија, она што ќе му одговара звон. Значи тие никогаш не биле и таква е определбата на тие партии, деските партии, таква му е определбата, така му е кодот нивни. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Ќе кажам кратко, ваквите мерки нема да донесат ништо ново и ништо добро. Суштински мерки се потребни, но јас би ве замолила да подигнете, да пробате да обработите една тема. Кој ги штити граѓаните од другите видови на измами и на заштита? Плаќаме интернет кој го немаме, плаќаме телефонија која често е крајно неквалитетна. Која е улогата на АЕК во нашата земја? Ајде вака вие како една од по-објективните телевизии да пробате да не едуцирате нас граѓаните. Благодарам, ќе го земеме тоа во предвид како да го објавиме, односно да го продискутираме токму со гледачите како тема. Благодарам за учеството, благодарам и за
предлогот. Сега да се навратиме онаму каде што укажувам на тоа постојано, дека дури и по завршувањето на Црвена линија можете оваа дискусија да ја продолжите преку коментари. Тоа значи да не заследите на Facebook Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Еве ги и следните коментари кои што пристигна. Ово е на Киро Бизимовски кој што напишал: Овој вториот е послаб магионичар, а Мицко е врвен илузионист за делот маровците. Цените со волшебна прикривка ги намали за 25%. Уживајте во неговите трикови на сите полиња. Анастасов Тодор одговорил Киро Бизимовски: Нели преживеавме со прошлите на Груби и на Али. Хахаха, да се живи, ова нема да го прочитаме. Еве јас секако ќе укажам на едно нешто. Нас особено ќе ни биде драго да коментирате и да ви има во огромен број, но правилото на Црвена линија кое што важи, нели, за гледачите кои што ги вклучуваме во живо, значи да се внимава на говорот и употребата на зборовите, бидејќи секој од вас нормално и треба да си го каже својот став и мислење, но она што не треба и задолжително е забрането во Црвена линија е говор на омраза, погрдни зборови, на вредливи зборови и секако говор кој што алудира на насилство. Тоа важи и за коментарите, ќе ни биде задоволство да ги читаме и јавно, но доколку во нив има исто ваква реторика, односно на вредливи зборови, нема да можеме да ги прочитаме и покажеме, а ние тоа не го сакаме. Нели сакаме токму се за што зборуваат граѓаните на темата да биде споделено со јавноста. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Сето сака сега. Значи, пазарна економија и во Америка и во Германија сегдека. Меѓутоа, таму ги намалуваат цените. Се не прават вакви, не знам се, мислам, друг збор, осем мучки, не можам друг збор да одберам да кажам дека нешто се прави. Значи, зашто тоа кај нас све не може да се направи? Значи, ние немаме влада. Кај нас стопанствениците ја државата ја водат. Јас го кажем со години, не дека сега оваа влада е и прошла и претпрошла кога била, значи се работи во нивна корист. Зашто сега господинот премиер да им зема кредити и да ја им дава? Јас сум дете на приватен и сопруга на приватен. Знам колку и како се заработува, никад државата у живот, значи на приватен не давала како сега што дава. Ако ти чини работи, ако не ти чини затвори. Меѓутоа, јас сега не гледам никој да затвори. Сега викаат тие пазарни инспектори што биле по општина. Јас сум жив сведок, кога на еден сега пекар што се буни му е ефтин лебот, во негова продавница во центар, дојде инспекција, една млада, една господја во години, мене уопште не ме услужија, да ги напунат нејзе торбите. И нека не зборат и каква инспекција се работи. Ова го кажем што сум го видела, никој не ми го кажа. Точно пазарна економија, точно се, меѓутоа нека не бараат помош од државата. Значи, како може да сега Мицковски кредит да зитаме и да му дава на некој приватен, а он си основа цена како што сака и што сака. Нека влезе инспекција. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди, секако за нови 90 секунди, повторно се врти нашиот број. Добро вечер. Катина. Добро вечер, ве слушаме. Па, Катина. Ова некој го оправдуваат, гледај сега, за цените Мицковски го оправдуваат, значи не е виновен и министерот за економија не е виновен. Па кој треба да организира државата? Мицковски треба да организира и министерот за економија, поготово на оваа тема за цени. Скоро се они највиновни, поготово, знаеш, у кој дел се виновни? Што го замајува народот, што му дава надеж, еве, ќе поевтиниме, еве, ние се држиме до законот, ние се држиме за збор. Сега нешто за инспекцијата. Инспекцијата, знаеш ти на како работи? Ќе отиде у некој маркет, ќе провери, ако маркетот не е исправен, ќе му бутнат у маркетот едно 100, 200, 500 евра и ништо ќе си замисли. Царината исто така, што расипани производи овако ги носат у Македонија. Исто на царина ќе му бутне 500.000, 2.000 евра, ќе донесат со поминат рок производи и така ние народот страдаме. Најчесто ова ми е кажано од касиерка на каса што работи.
Знаеш како колна, тоа културна. Абе и овие вика огин нека ги изгори, вика. И простите вика, ама и овие вика огин да ги изгори. Пријатно ти на поздрав. Благодарам многу и вам за одговорите. Уште еднаш ве подсетувам за темава за која што зборуваме. Не заборавајте да кликнете и на telma.com.mk, се разбира одел за економија, а еве што ќе издвоиме од овој текст. Пред известно време, всушност, вели, им верував на зборот, а сега ги предупредуваат со поригорозни мерки. За само неколку дена власта ја изгуби довербата во трговците. Откако минатата недела прошетаа по маркетите и излегоа задоволни, сега властите со апели и со предупредување да се вразумат трговците. Оние кои им дадоа збор дека ќе се спроведе успешна кошничка, едни од производите ги поевтинија, но на други кои секојдневно се користат, им ги качаат цените. Па така, сега министерот Дурмиши упати закани и до трговците, како и до производителите и дистрибутерите. Да покажат обштествена одговорност додека трае оваа мерка, ако не овие денови ќе донесеме поригорозни мерки. Ви помогна ли новогодишната кошничка да имате побогата трпеза за празниците? Добро вечер. Здраво. Здраво. Па кошничката од црвенка па ја земав, ама налета лошиот волк и ја изеде кошничката, малку пореши мене да ми изеда, ама едва и куртулив некако. Така да сега гледам со овие махинации што ги кажува волкот со научаршиња еден. Не знам, Мицко ли, Мицковски ли, не знам како го се презива. Нема да му успее, све повеќе ќе прави вакви глупости, вакви местенки со народот ќе ги запркава. Значи, и не можеш да ги натераш трговците да прават онака како што ти компензира им ги тие робите да му што треба да се продадат, значи они си бараат да ги субвенционираш тие роби, они на вама ствар ќе симнат цена или ќе држат некоја цена достојна за пазарење. А ти не сакаш ништо влог да дадеш, значи ништо не сакаш, ти само ти да бидеш главниот копорбашија и да викаш, еве јас сега со трговците ќе ја решам работа, сега видиш ќе ве казнам. Абе, кому бас ми продава тој човек? Ја не можам да ги разберам луѓе, пола милион народ му дадоа доверба за вакво тезгарење да прави со народот. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам многу и вам за одговорите. Ево уште еден коментар. Лени Мак напишала: не ни помогна затоа што идејата е добра, но трговците го саботираат Мицкоски за жал. Продолжете да коментирате, а и продолжете да се јавувате. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Да ве прашам, луѓе, Мицкоски колку време е на власт? 6 месеци и ВМРО. Кој отвора фабрики досега во независна Македонија? ВМРО отвора фабрики. Кој зголемува плати, пензии, гради, автопати, спортски сали, цркви, манастири? Господине Тале, ајде сега како граѓанин кој што верувам пазарува, мора да нели си обезбедиме храна. Како е во Прилеп, забележувате ли зголемување или пак намалување на цените на прехранбените производи? Трговци се тинали газди, разбираш? Јас трговец не сум, јас сум работник. Ма вие сте потрошувач. Да ве прашам, како ќе имаја пари да наполнат кошничка стечајни работници кои нели СДС 200.000 ги сотра и ги фрли на улица. За нив не се плаќаја придонеси. Кажете ми дали се намалени цените, тоа ме интересира или се покачени, што забележувате? Види, кога ја ќе се јавам, по 5 прашања ми поставуваш, по 5 прашања. Затоа што сакам да ми дадете одговор на темата. Јас те прашувам тебе, со кои пари ќе наполнат луѓето кошничка ако некој само затворил фабрики? Од каде парите тие луѓе? ВМРО фабрики отвора, ВМРО гради автопати, плаќа работници. СДС и Бранко и Заев и Груби, брат му нали и Ахмети, само крадат и уништуваат и се македонско предават. Добро, благодарам многу. И еве ќе подсетам во продолжение, значи она што очекуваме денес од вас како
гледачи многу повеќе како граѓани потрошувачи кои што знаеме секој од нас сака, особено за своите најдраги и најблиски, да обезбеди каква таква се разбира убава трпеза. Но ете времето си дојде каде што ќе видиме и ќе соопштиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Се разбира, ќе ве потсетам тука уште еднаш во овој момент за следете не и на Инстаграм, па веќе во утрешното издание на Црвена линија ќе можете активно да земете учество во анкетите. Денешната анкета ги праша следачите на Инстаграм. Дали приметивте неправилности во новогодишната кошничка и дали пријавивте во Државниот пазарен инспекторат? Интересен резултат, подобро да речам нерешен, каде што со да одговорија 50%, но со 50% одговорија и инстаграмџи со не. Така да, благодарам за учеството во Инстаграм и анкетата. Продолжете да коментирате на Фейсбук, ние ќе погледнеме реклами, а потоа се гледаме во студио. Благодарам многу уште еднаш што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Секако утре повторно со нов предизвик, нова тема. А сега останува да видам моите комши, моите драги соседи, каква е нивната новогодишна кошничка подготвена за вас? Остај ти кошничка, ти како си подготвена за новогодишна забава? Значи ти, Ненад, ја веќе не соработувам вака, само со Кате разговара. Кажи ти, на? Има, он многу буквално почнал да сваќа, Кате, што му правиш? Секогаш мажите се такви буквално сваќаат, ти нели разбра? Или дека слуша кошничка, па му текнува колку го трошат по дома. Па не му се зборува. Да ти кажам, од година на година до мраз ме кошта се повеќе и повеќе. Тоа го констатирав оваа година. Сакам да кажам дека вашата новогодишна кошничка е многу убава и веќе нема зошто и да ме кудиш и караш дека ви ги откривам гостите, ви седат откриени. Ама која кошничка? Ја овде како во цвеќара сум со екипани. Мавта една гостинка. Гостите се откриваат полека. Полека се открива. Па кошничка полна убави гости имаш, бе нема, бе Годиме така. Ќе се чекаме за журка после или ќе дојдеш после? Па после ќе дојдам, мислам ќе дојдам кога е времето за да дојдам. Добро. Значи ќе дојдеш. Се гледаме.